Затворени порти, урнати куќи и спустени села. Ова е стравотната слика на денешно Прилепско Мариово, најненаселената територија во Европа, каде живеат само уште 100 жители. Кога разговаравме на тема иселување, неодамна со еден жител токму од селото Витолиште, ми кажа една многу трогателна реченица. Таа гласи вака: вика, порано немаше асфалт, но имаше деца. Сега, вика, има асфалтен пат, но за жал нема воопшто деца. Ова е жалната вистина за Мариово. Иселувањето на Мариово започнало уште во 60-тите години на минатиот век, поради погрешните државни политики, а продолжило се до денес. Екипата на Нова го посети селото Витолиште. Тука живее, како и што многумина го нарекуваат, последниот мохиканец, последниот херој кој му прекоси на времето и живее таму со своите деца. Но за жал, овие слики како што си играат децата ги има само во викенд, затоа што од понеделник до петок тие живеат во град поради тоа што одат на училиште. Витолиште е сега со некои 50 до 60 постојани жители кои што имаат за жал висока просечна старост од над 60 години. Деца нема. Деца нема ни едно моментално, одсем за викендот кога вака ние се собираме на куп. Какви чувства се будат кај вас кога ќе ги видите вашите деца единствено само за викенд тука? Па знаете како, јас многу оптимистички гледав дека нешто може да се смени, нешто може да опстои во овие региони. Па знаете како, јас уште гледам дека може постојат некои си шанси, ама мислам не за нашиве генерации, за некои други генерации. Овој објект тука е селското училиште. Последен пат училишното звоно тука се слушна во 2013 година. Претходно училиштето работеше 5 години. Сега тоа е затворено. Поради тешките услови, синот на Спасе Чакрески, Петар, мораше 6-тото одделение да го продолжи во Прилеп. Чакрески, кој живее само од одгледување на добиток и производство на сирење, вели дека во Мариово повеќе нема елементарни услови за живот. Немаме контакт со градот, значи редовна линија на превоз на патници. Па институциите кои што постоја на некој начин, да речеме, од јавна здравствена установа, од училиште, од не знам друштвени некои организации кои постоја, сето тоа замре. И неговиот сосед, Спасе Дарковски, вели дека децата кои му живеат во Прилеп тешко дека ќе се вратат назад. Имам 3 деца, машкото моментално не вработен, информатичар, професор по информатика. Имам 2 женски близначиња. Тие се електроинженери и работат во ова новата отворена фабрика сега, Гентер. Гентер мислам дека се викаш така. На патот за Битола. Тие некогаш би се вратиле тука, доаѓаат? Тие доаѓаат вака за викенди кога се слободни. Доаѓаат. Би се вратиле назад? Тешка работа да се вратат назад. Вака некој јагне да опечиме за некој празник, за некој викенд. И тоа е враќањето. Но сепак тој признава дека тука на село заработува многу повеќе отколку во градот. Сте работели и во град, работите и тука. Каде повеќе заработувате? Па се разбира тука. Имам работен и во град, не само во еден град, имаме по низ цела Македонија имам работен во фирмата и со солидна плата. Овде ни е подобро. Што живеете тука? Стока гледаме, овци, сирење произведуваме, јагниња и така. Дека условите за живот тука се скоро и невозможни, признаваат и другите жители. Превоз нямаме, вода нямаме, струја за текли му изгасија, пуштија, телевизија нямаме, кои ќе снема и струја и телевизија нямаме, и телефоните не работат. Никој нема да се врати. Зошто? И зашто нема услови? За живот услов нема. Некој нема пари, куќата му паднала, треба да направи куќа. А сега младите ќе трпат и назад не се враќај. Кој ќе се врати? Колку време немало свадба во црквата? Тоа над 30 години. Нема 30, ама тука е нешто. Има. Крштевки се случуваат ли? Ништо, една крштевка пред 2 години еден од Германија го донесе тука го крсти. Инако нема ни крштевки, нема ни ништо. Само погреби. Погреби попот да се радува. Од локалната самоуправа пак на Прилеп велат дека сепак се надеваат дека новите владини мерки ќе вродат со плод и дека тие позитивно ќе делуваат кај жителите да се вратат во своите родни огништа. Ние го имаме еколошки најчистиот резерват во Македонија, тоа е областа Мариово, каде што имаме доста ненаселени места,
имаме навистина и куќи кои што припаѓаат на општината, на локалната самоуправа, така да мислам дека оние кои што се заинтересирани граѓани, ете да ги искористат оние бенефити кои ги нуди владата, слободно може да се обратат до општината, а ние понатам на лицитација да понудиме и дел од тие куќи. Оптимист е и Чакрески, кој вели дека и покрај се, барем за сега, останува тука. Јас на сите му кажувам дека петоците и неделите се мисли најтешките денови во неделата. Значи во петок, од кој ќе јас ги завршам сите мои обврски кон ова што го работам, значи тргнувам може да се случи ноќе да ја приберам фамилијата за викенд како што така ми е замислено, сакам барем за викенд да бидеме заедно. Истата работа и во недела, значи да ги вратам за да стигнат на време на училиште. Мислам дека тоа темпо тешко се издржува, но ете јас како борец се чувствувам и ќе го терам тоа додека имам сили и можности. Овој објект тука некогаш бил селското збиралиште, каде што младите луѓе се забавувале и се дружиле помеѓу себе. За жал сега, сликата од овој објект наликува како сцена од хорор филм. Дали во ова збиралиште некогаш повторно ќе се слуша музика, џагор и смеа, останува да покаже времето. До тогаш, оваа руина само немо ќе сведочи за едно време, кое што е барем за сега, за секогаш заминало во неповрат.